Во многу земји низ Европа трансродовите лица се третираат како граѓани од прв ред, но додека во нашава земја се третираат како граѓани од последен ред, маргинализираните групи, трансродовите лица се најмаргинализирани на дното од таа една општа маргинализирана ситуација, поради законите, поради општеството и поради самото прифаќање на трансродовите лица. Со мојата родова идентификација за прв пат се запознав негдека на свој 4-5 години, каде што сватив дека нешто не е во ред со мене, дека не сум тоа што го очекуваат сите, да на мој некој 11-12 години прв пат ја почувствувам склоноста кон тогаш истиот пол и да на негдека мој 28 години се само прифатам себе си и излезам од целиот тој плакар и да кажам дека да, јас сум девојка, жена која што транзитира од маж кон жена. Многу тешко. Имав периоди каде што бев психички нестабилна, тоест бев во еден вид на депресија, каде што гледаш дека женскиот пол почнуваат да им растат гради, почнуваат да заликуваат на девојчиња, кај тебе сето тоа го нема, а ти се сметаш, ти уствари знаеш дека си девојка. Го нема тоа кај тебе, пубертетот ми беше тежок, можам да кажам, се додека не сватив дека еден ден ќе го направам јас тоа што треба да го направам и да бидам исполнета како што треба. Воопшто не ми излегува во пресред, бидејќи и во основно и во средно училиште имам доживувано тортура, имам доживувано булинг од самите соученици, од самите врсници, имам соочувано со проблеми со професори, наставници, па можам да кажам психолози и директори. Кај нас треба прво да се воведе сеопфатно сексуално образование, каде што уште од најрана возраст децата ќе се учат на различности, децата ќе ги разбираат тие различности за да можат понатака да функционираат како што треба. Се додека го немаме тоа, и ден денеска нажалост се случува булинг во училиштата кон ЛГБТ лицата, се случува тортура, се случуваат многу работи. Единствена поддршка, огромна поддршка, нажалост би нашла во невладиниот сектор, во институциите кај нас многу тешко можеш да најдеш поддршката, бидејќи никој не ги разбира твоите потреби. Се случува да бидеш дискриминирана по многу повеќе основи, врз сексуална определба, родов идентитет. Ми се случувало да идам во банка од кога сум ги променила моите документи, бидејќи во моите документи мојот име и презиме се типично женски, а ознаката за пол и матичниот број ми се се уште машки. Ми се случувало кога идам во банка да треба 10 минути да одговарам на интимни прашања, бидејќи се тотално збунети и они не знаат што се случува. Ми се случувало исто во многу други државни институции да бидам дискриминирана врз основ на родовиот идентитет и да јас треба да се обраќам пред полна чекалница на луѓе, да сите тука мене ме слушаат, јас која сум и што сум, и едноставно да си го загрозувам својот живот и безбедноста, затоа што не знам што ќе се случи во моментот кога ќе излезам јас од таа институција, дали некој од внатре што ме слушнал од чекалната би можел да ми направи нешто од кога ќе излезам надвор. Многу е комплициран процесот кај нас. Во Македонија прво треба да посетиш психијатар, психолог, каде што ќе ти издаде диагноза, со која што после се упатуваш во клиниката за ендокринологија, каде што ги правиш потребните тестови за да стигнеш до хормонската терапија. Но сето тоа не е лесно, бидејќи ние немаме сензибилизирани психолози, психијатри, немаме сензибилизиран тим со кој што би работеле со трансродовите лица. Патот да го изодиш е многу тежок, благодарение на невладини организации кои што веќе имаат изградено тимови. Патот е многу лесен, но ако се одлучи некоја особа да тргне сама,
ќе заглави уште на првото, како што сум заглавила и јас. Кога одлучив да тргнам сама, кога отидов кај неколку психијатри, претходно прашувајќи ги дали ја познаваат тематиката и дали работеле со трансродови лица, да, сме работеле, ја познаваме тематиката, да отидам и после првата сеанса завршена, да ми каже, ама знаеш што ти треба да се го смениш друштвото, треба да се ја смениш професијата или занимавањето со тоа во моментот што се бавиш, и за 6 месеци ти ќе станеш маж и ќе основаш фамилија. Што сега се заебавам да отидам сега во моментот кај истиот тој доктор што ми го кажал, тој да му кажам да еве јас го променив моето друштво, го променив моето занимање, но сепак останав тоа што сум. Јас го имав тој обид негдека 2015, 2014, 2015 година да ја напуштам земјата, бидејќи со ситата тортура што ја доживував јас во тој период, не беше лесно да се справувам. Но кога сватив дека оставам се зад себе и одам негдека каде што треба да почнам нов живот, значи да градам тоа што сум го градела тука, го оставам и треба да го градам пак од почеток, не е лесно. Тоа е тешко. Треба да бидеш психички спремен за сето тоа да го издржиш таму. Сватив дека не сум психички спремна и дека ќе седам тука, ќе се борам, затоа што колку луѓето повише заминуваат, толку прашањата се позатворени овде. И дека треба еден ден да се отворат и тие прашања, дека треба да има луѓе кои што ќе ги отворат тие прашања. Сепак, се радувам на тие луѓе кои што се заминати, бидејќи отишле за да најдат подобар живот, подобри услови за живење, каде што ќе бидат прифатени од околината, од општеството, каде што ќе можат да најдат работа и да бидат финансиски стабилни, да не зависат од никого и каде што ќе функционираат многу послободно од тука. Единствено треба да се променат политиките во државата, за да се промени тоа. Треба да се донесат закони каде што ќе биде дозволено вработувањето на секоја личност без разлика како изгледа и која е нејзината сексуална определба или родов идентитет, бидејќи кај нас е многу тешко, јас еве како Лила да отидам сега да конкурирам на оглас каде што ги имам предиспозициите за тој оглас, мене нема да ме изберат само затоа што јас сум трансродова личност. Бидејќи работодавателите не се отворени во тоа прашање, он ќе ти каже да, јас тебе ќе те примам, ама јас не можам од колегите, не знам како ќе реагираат. Во последнава година дена многу ретко се случува никој да ми се обрати во машки род и да ме препознае уствари како машко. Кога ми се обраќаат лица кои што не ме познаваат воопшто, кои што прв пат ме сретнуваат, дали било тоа во маркет, во бутик или негдека на јавен простор, не се љутам затоа што они воопшто не ме познаваат мене во моментот, не знаат која сум. Многу ми паѓа тешко кога со лица кои што се дружам, со лица кои што сум константно во комуникација, кога ќе ми се обрати во машки род, да, јас знам дека тоа не можеш да го промениш туку така, дека преку вечер ти, до вчера си ми се обраќал со тој, а сега треба да ми се обраќаш со таа и дека преку вечер можеш да го направиш тоа. Но со текот на времето се менува сето тоа и колку пати седам и ми кажуваат, например, да, јас те прифаќам таква каква што си сето тоа, но понекогаш ми излетува несвесно. Знам да бидам експлозивна, знам да бидам како темпирана бомба во моментот кога од блиски луѓе ќе ми дојде тоа, но од далечни луѓе не ми пречи бидејќи воопшто не ме познаваат. Најчесто, како што кажа, се соочувам со дискриминација врз основ на сексуална определба, врз основ на родов идентитет, стигма за тоа што сум и како сум и зашто сум, неприфаќање од општеството. Најчесто претходно молчев. Доста молчев, се додека не одлучив дека треба да излезам јавно и да говорам за проблемите со кои што се соочуваме, не само јас и целата трансродова заедница. Сега, кога чувствувам такво нешто, поднесувам представки, бидејќи само така сметам дека може да
постигнеш нешто. Бидејќи се додека молчиш и ќутиш, луѓето ќе те газат и ќе бидеш небитна особа за нив. Но кога ќе почнеш гласно да збориш, кога ќе им се спротиставиш на сите тие, дали се тоа со вербални разговори, дали се тоа со тужби, со преставки до државни институции, го менуваат мислењето, го менуваат односот, затоа што се вика, денеска ме тужи оваја, утре ќе ме тужи трет, заутре ќе ме тужи четврти, ќе се бавтам нонстоп по институции, по судови, вака да се повлечам и да се закитам. Тоа не само за мене, тоа и за обични граѓани, значи за општава популација, судовите знаеме како работат кај нас. Водам процеси, не дека не водам процеси каде што имам поднесена приставка за 10 полицајци, кои што во еден момент сите 10 полицајци ми се смејуваа на мојот изглед, јас како изгледам, и се прашуваа себе си, помеѓу себе, дали сум јас машко или женско, каде што им кажав дека јас го пријавам случајот, дека ќе поднесам постапка. Тој случај беше негдека 2016, денеска сме 2019, бе викната само еднашка на распит во основно во јавно обвинителство и од тогашка нема ништо. Значи, целиот тој процес е многу тежок. Пред се имам само прифатено себе се, имам решено дека сакам да бидам тоа што сум и дека ќе го терам патот до мојата цел, што имам замислено. Многу трансродови лица живеат со фамилија, живеат со семејства и се плашат дека ќе бидат осудени од семејствата, ќе бидат исфрлени од дома, ќе бидат осудени, нападнати од околината и од општеството и затоа се кријат во сенките. Бидејќи сите знаеме дека трансродовите лица, поголемиот дел трансродовите жени, не можат да најдат работа, не се финансиски стабилни, за да можат и да им се случи таков проблем да излезат од дома и да живеат самостално и затоа го премолчуваат сето тоа и ќутат и живеат некој двоен живот, каде што дома се едно, надвор се друго, што тотално ги разбирам, бидејќи јас до пред 2 години бев дека нема никогаш да се појавам во јавноста, нема никогаш да зборам за моите проблеми, но како што ти доаѓаат проблемите, како што растат проблемите, така ти сваќаш дека мораш да се обратиш на некого за да те свати и да те разбере. Сините чекори на ЛГБТ заедницата, го имам зборано тоа, ЛГБТ заедницата треба прво да се потруди да ја искорени хомофобијата и трансфобијата во самата заедница, што постои, па после тоа да сакаме да не прифатат и сите други. Бидејќи ако ние помеѓу себе зборуваме, се дискриминираме, се стигматизираме, не можеме да очекуваме дека општеството ќе не прифати такви какви што сме. Да, веќе можам да кажам 10 години поред работам на правата на сексуалните работници и борбата. Го посетувам маршот на црвените чадори на 17 декември. Веќе 3 години сум активно вклучена во ХИВ преваленцата кај клучни маргинализирани популации, клучни популации. Работам 3 години активно се работам на тоа поле и се залагам за нивните права. Затоа што сметам дека сексуалната работа е дел како и секоја друга работа, како и секоја друга професија и дека нема потреба да се гледа како нешто да е неморално, како нешто да е бидејќи сите знаеме дека тоа е најстариот занает во светот и дека никогаш нема да се скорени и дека тие девојки, момци, трансродови лица кои што се сексуални работници се исто така граѓани како и сите ние и ги имаат и треба да ги уживаат истите права како сите ние. Со поголемо прифаќање, со поголеми отворени видици кон сето тоа, без стигма, без дискриминација, без осудување кој се што се како.
прифатите се самите себе си, тоа е единственото нешто кое што ќе ви олесни во животот, во понатамушните процеси. Бидејќи само така сметам дека со само прифаќањето, сметам дека може да се подигнат и планини. Бидејќи кога ќе само прифатиш себе си, многу е полесно да те прифати околината, да те прифати семејството и да те прифатат сите околу тебе. Затоа што ако водиш двоен живот и лажен живот, сепак имаш некоја маска. Затоа, само тоа го порачувам. Да се прифатат самите себе си и ќе им биде многу полесно.